Добре дојде во студио за мојот гостин Фија Цановски, бизнисменот кој дочека правдата да почне да биде задоволувана всушност. Не сме дошле до крајот, не е одговарал никој, но истрага веќе започна за она што се нарекува, како што денес беше наречено од СЈ, од обвинителките, дека станува збор за политичка одмазда кога е во прашање рушењето на Космос. Верувавте ли дека ќе дојде овој ден? Совршено злосторство не постои, како што рече обвинителката Фатиме Фетај. Добро, добар ден прво до гледачите на Нова ТВ. Ви благодарам што сте гости. Јас верував дека правдата ќе излезе од почетокот, затоа што сум убеден, и тогаш бев убеден пред 5 години, дека сум потполно во право. Иако тој систем кој што е и сега, имаше под контрола сите судови и тогаш пред 5 години, посебно управниот суд и Висшиот управен суд, каде што едноставно многу брзо ги отфрлија сите мои жалби. Нели уште тогаш после поднесав тужба до Страсбург, која што реално од 4 до 5 години таму се чекаат од другите, не само за мојата, за сите други. И бев убеден сум дека и од таму ќе добијам позитивна пресуда. Но благодарение на сите тие бомби, така наречени бомби пред година и нешто, сепак виделината и шилото излезе, како што вели Груевски, шилото излезе и задоволство е пред се да граѓаните на Република Македонија, моје задоволство е да видат дека навистина јас работам по закон, дека не сум имал нити потреба да направам повеќе од 1,43 м во објект од 60 метра висина, и дека ова било комплетна политичка борба и одмазда не само за мене, него да видат и другите, да бидете пример, да бидам пример за сите бизнисмени кои што не сакат да послушаат било што, дека кога може на таков објект да се струши, можат другите да ги контролираат како што сакат. И така и се случуваше реално во овие 5 години. И револтиран сум малку на сите тие бизнисмени во Македонија кои што некако толкова голем страв сите молчат, не излегуваат во јавноста да кажат дека навистина има притисоци или така да вистината ево излезе и драго ми е со ова покренување на обвинение. Пред све да народот на Република Македонија да види со каков режим имаме работа и со каква контрола на судството имаме работа, дека дефинитивно ова држава не постои, затоа што тоа судство ги донела сите тие одлуки дека незаконски се градел и дека државата ја контролира само еден човек. Никола Груевски. Да. Вие носите документи каде што јасно се гледа дека всушност сите ваши жалби зошто биле отфрлени и решенијата околу градбата на Космос. Јас не сакам иначе во принцип да се мафтам со документи, али пошто денес и специјалното јавно обвинителство излезе со тоа дека сме имали вештачења од релевантни стручњаци, тоест градежен факултет на единствена институција која што е овластена за да може да прави вештачење од урбанизмот. Што се вели во тој документ? И јас ево само на кратко ќе ги покажам, не вреди имаме детален урбанистички план кој што го носи општината и према деталниот урбанистички план се прави проект. Во нивниот детален урбанистички план, кој што донесен 2009 година, значи ние 2010 почнавме со градба, со болдирани букви им стои точните нивелети на улиците ќе бидат формирани, утврдени со изработка на изведбените проекти на улиците. Значи тие немаат коти. Викат кога ќе се проектираат улиците, булеварот, тога ќе знаеме која кота и која висина треба да биде. Но во моментот ние кога градевме и после тоа немаше проектирани улици за да се знае која е висината на кота 0. Така да проектот се прави по тоа. Истото ние во проектот сме го ставиле дека нема висини, висините на проектот што се поставени се релевантни така да точните нивелети ќе бидат кои ќе се формираат улиците и треба да се гради по закон. И трета работа, ако знаеле, протокол за градба, каде што се даваат секој градежник, секој објект кога се почнува, општината дава протокол за градба и ти го поставува објектот хоризонтално и вертикално. Хоризонтално е поставен објектот коти имаме, вертикално нема кота. Затоа што не ни знаеле по дупа да дадат некоја кота.
И така да, еве го, и на кој основ најде инспекторката дека јас сум повисоко 1,43 м. Кога се донесе решението за рушење, тоа беше наеднош и записник за констатација, за прекинување на градба и за рушење, значи наедно се донесе три решенија кои што не се ниту законски. Јас побарав стручно мислење од градежен архитектонски факултет во Скопје. Тоа е со печати, со записник, платив 200 и нешто илјади денари тогаш за стручното мислење, тоа не е бесплатно, официјално. И само на крај би го прочитал, ево со печати, со подпис од продеканот, не е тоа така. Би го прочитал ова. Заклучокот само од стручниот навод произлегува дека сите забелешки од инспекскискиот навод кои се последица или се во врска со височинската кота во записникот за констатација што го носи инспекторката таа од 15.7.2011 година, тога го добив решението за рушење, се погрешни, произволни и немородавни. Поради што и решенијата кои се темелат на наведениот записник се безправен основ. Ова е мислење од единствената институција во Република Македонија која што дава мислења од урбанизмот. Постојано ја споменувам. Да, и кога ова јас им го праќам исто во општината, насекаде не сакат да го земат во предвид. Значи, што треба да се направи друго? Ако не знам јас, ако не знае други, затоа бараме стручњак. Стручњаците викаат дека сум во право, дека требало и не треба се руши објектот. Уште не беше срушен објектот. Добро, сега вели дека исто така сте во право, со оглед на тоа што истрагата покажува веќе, како велат, вие постојано ја споменувате инспекторката и сега велите дека таа е првоосомничена, градежна инспекторка од општина Газибаба, осомничени се уште 3 лица од Комисијата за јавни набавки на општината, ги познавате ли тие 3 лица? Не ги познавам. Добро, додека останатите осомничени, Груевски, премиерот Груевски, Милијана Киевски, поречниот министер за труд и социјала, и градоначалникот на Газибаба, Тони Трајковски, не може, се извинувам, Милијана Киевски за транспорт, всушност, беше, не може тие да се гонат, бидејќи председателот Иванов ги помилува. Велите дека и во овој случај, се едно што се помилувани, правдата ќе биде задоволена? Видете, вие можете да помилувате било кого, но штетите се огромни кои што и тие лица ги направиле. Значи, овде имат дали рекол така или не рекол, дали се прислушкувало или не се прислушкувало, ево, може би не може да се докаже, Бог зна колку време ќе се докажува. Овде имате докази. Овде имате документи од релевантни институции, кои што донели кажуваат дека сум во право. Доказ дека тој објект срушен. И то не може никогаш да застаре. То мора да дојде правдата и тие лица кои што се, посебно тие тројца, а и инспекторката секако, таа е првоосомничена, дека морат да одговараат за себе ова што го направиле. Ова е смислено, ова е не само ви тврдам, јас имав средба во 2013 година со Никола Груевски, лично го прашав, му викам зошто ми направи толкави штети, ми одговори што бараше да оди со СДСМ. Значи ова беше лично реваншизам да се уништи секој што не мисли како ВМРО да помоне. Така да убеден сум дека прво незаконски и неуставно се помилувани. Тоа ќе го докажат и многу стручњаци, гледате и цел свет, цела Европа и Стејт департментот кажува дека ова е неуставно незаконски. Убеден сум дека тие аболици ќе се прекинат, ќе се пониши таа одлука и дека овие луѓе ќе одговараат за све она што направиле злодела, не само према мене, јас ево зборувам за овој случај се најодговорни. Никола Груевски наредбата е главен одговорен, Милијан Киевски прв извршител Никола Груевски, а тие двајца другите се морале да извршуваат наредба, градоначалникот и инспекторката. Впрочем, кога добив решението за рушење, тоа беше почетокот на јули, средина на јули, 15 јули, јас отидов кај градоначалникот и тој самиот ми кажа: "Немој, јас не е до мене, јас сакам да земам пари од тука. Оде барај ги првите луѓе, главните. Тие ми наредија." Ево и се главните луѓе, тоа се види од бомбите, тоа се види од све дека главните одговорни за рушењето за овие големи огромни штети е Никола Груевски и Милијана Киевски. Ајде да слушнеме дел од бомбата. Го замолувам Дарко, монтажерот на Нова да пушти дел од бомбата каде што разговараат Груевски и Милијана Киевски.
Добро излезе, значи не да е посран. Му тече низ панталони. Добро е што знае дека не сме се така. Не сме и не може каосирање да не решета, знаеш. Овие кои ги ебе, ама ја ќе си најдам поединци и на ваков или онаков начин ќе си ја завршам работа, да види дека сме компактна целина. Така да. И дека кога ќе ја нападне целината, поединците знаат да се повлечат 2 чекора назад и да му речат стоп. А ништо не му варам. Да. Ништо не му варам. Само за ова за парламент ми се правдаше, молим те да не доаѓа. Молим те, не можам да издржам тоа. Молим те, у бизнису, не знам главата кај ми е. Следните избори нема. Ако сакаш следните избори да ти подпишам кој сакаш, нема да се кандидирам. На друг ја дам партијата кој сакаш да кандидирам. Да, ако треба да подпишам нега. Ама моите се узбиле. Ние целата снимена верзија трае 5 минути, таа бомба разговор на Киевски и Груевски ќе ја пуштиме во снименото интервју, но овој вулгарен речник кој го употребува Никола Груевски, особено кога вели витечени с ногавици, се памети долго еднакво како што се паметеше и живувањето врз Љубе Бошковски и веројатно тоа е најсуровиот дел кој сме го сведочиме дека е дел од владењето на премиерот Груевски. Зарем нешто може да се каже кога се слуша ова? Ова не може да го зборува нормален човек. Ова е живување на еден човек, на фамилија, на бизнис и живување и со каква иронија и со какво смење тоа го кажува, како да руши една шупа за кокошарник. Руши објект од 100.000 квадрати. И тој така се однесува. Така, мислам, тоа е нека го видат членовите на ВМРО ДПМН кој човек ги води со каков речник и со каков вокабулар и како се однесува. Тој што се смее така за мене, се смее и за сите други. Не е само за мене, тоа сум убеден. Така да, ова е мизерно. Тој се замислува, не знам, ајде, тоа не го прави нормален човек. Вака да се смее на огромни инвестиции. Трча по цела свет, троши народни пари за рол-шоа, за наоѓање на инвеститори, од друга страна уништува наши инвеститори комплет. Абе и да било 1,43 м повисоко, ево да било, што треба да се сруши? Имаш можност да го промениш, измени во тек на градба. Но целта негова е да се уништи. Тој уништи многу фамилии, не само Фијат. Надуше, мене не успеа да ме скрши скроз. Благодарение на многу луѓе, пријатели кои што имам навистина добри подршки, но многу фамилии ги скрши. Почнувајќи од Велија, Љубе, сите тие операции што ги правеа со апсења јавни, тоа е терење во страв, во коски на сите и вакви луѓе не требат да водат држава. Тоа не треба да води ни селска апотека, а не да води држава вакви луѓе. Пред 2-3 месеци пред да биде срушена Космос, објектот Космос, беше затворена А1 телевизија. Има најави, веќе долго време има, особено од лидерот на СДСМ, дека постојат записи, аудио записи за затворањето и на А1 телевизија и затворањето на Велија Рамковски, неговата ќерка Емел. Имате ли информации за какви аудио записи станува збор? Дали имате информации, се разбира, дали и истрага, се најавува дека ќе има истрага за А1, до сега тоа не е случај? Јас иначе сум близок, добар пријател со Заев и тогаш кога излегува бомбите, јас го прашав, тој рече дека има нешто слушнато, дека ќе ги даде во специјалното, после се формира специјалното обвинителство и не сакаше да зборува, затоа и стварно немам информации што има во тие разговори. Сигурно дека има се и се што, затоа што претходно ние многу се дружевме со Велија, секојдневно бевме заедно. Вие сте фамилијарно поврзани? Тој доаѓаше секој ден кај мене на фон. И знам дека уште тогаш комплет све се снимаше. Имам информации, нека не кажува дека странски служби и било кои други служби снимаат наши луѓе, нивни кои што беа таму и некој од нив нормално дека кажа што се работи, сум убеден, дури не верував дека снимаат, пошто бев и пратеник. И ми кажуваат и пораките што сум ги прачал, дали ја прати таа порака, викам да ја пратив. Значи знаат и снимаја уште тогаш. Кој те прашуваше? Ајде. Значи луѓе блиски до власта? Блиски до власта кои што работеат точно таму.
Значи, то се луѓе кои што да исклучува снима службите под команда на Никола Груевски и Сашо Мијалков. Никој други не снимаше. И сигурно дека такви снимки за А1 постојат и ќе се докаже, пошто реално ја знам дека такви криминали немало во А1 и дека ќе се докаже со некој ден дека на ова беше све исто политичко затварање и да се уништи еден медиум кој што е против таа власт. Така и после рушењето на А1 ги презедува сите медиуми под контрола, под капата. Ретко мало некој, ево по малите телевизија, ако успеа некој да издржат и да не бидат под нивна капа. Да. Кажав дека сте фамилиарно поврзани со Вилија Рамковски, со целото негово семејство. Како се чувствува тој во моментов е во затвор? Како може да се чувствува човек што е во затвор? Под контрола ние надвор сме и ние многу тешко, а не тие што се во затвор. Сите посебно што се политички затвореници се под поголема контрола, немат, ево веќе 5,5 години е во затвор, ниту еден викенд не добил, нити можност за било што, значи навистина таква контрола и е невидена во било кој затвор. Може би Голи оток беше подобар него овој затвор за одредени политички затвореници што се овде. Сите други може би што направили некој криминал може да излегуваат, да направат, али овие ниеден не смее да излезе. Па видовте и со Љубе Бошковски, тој на 300 маки го пуштија да ја вида оди на погреб на мајка му. Значи ова е страшно што се случува и во нашите затвори, таа тортура што се прави према сите политички затвореници. Но има информации или од Љубе Бошковски и Вилија Рамковски дека биле горди, говорам кога станува збор за политичките затвореници, дека биле горди дека не се амнестирани од страна на претседателот Иванов. Сигурен сум тоа, сигурен и Љубе Бошковски и дека не му паднало на памет, да, и не би сакале да ги амнестира прво претседател кој што не го признаваат и би одбиле 100%. Јас сум убеден дека би одбиле таа аболиција. Така да тоа се цврсти луѓе, сигурен сум дека ако Велија веќе мислам дека гледа телевизија и ги остават помалку, ќе биде весел и ќе му биде драго денес со објавувањето на покренувањето на обвинителен акт према Груевски и према фамилијата и неговите послушници. И ако ме гледа, да го поздравам и овие 2-3 дена ќе појдам да го посетам, лично да го видам. Добро. И за крај, имате ли уште притисоци, господин Цановски, од страна на власта? Особено оваа последна година, кога почнаа да се објавуваат и бомби, кога се засили всушност и... Значи, не е рушењето. Јас 5 години полни се од рушењето, ево во јули месец, за 3-4 месеци. Нападите почна пред рушењето. Мене прво ми одзема дозволата во јануар месец, кога излегувавте по А1 надвор по улиците, нели? Јас тога уште кажав дека одам, почнувам со опозицијата, не сакам да бидам со нив. Но после рушењето, одма ми зема комунали, ми наплатија од 5.200.000 евра. Ми зема камати на комуналите. И ако во договорот стои дека 24 рати треба да платам, ако не платам има некои камати, во други член стои викат кој ќе ги исплати сите рати, тога ќе му дадеме дозвола за градење, член 8, договорот меѓу градот, општината и мене како фирма. И кога гледам се тој договор, тие унапред ми ја дале дозволата со намера за да ме срушат. Тоа е исто еден од фактите кои што веќе знаеле, припремале, зашто јас дозволата ми ја дадоа 24 декември 2010. 25 одма го апсеа Љубе Велија и во договорот кога гледам, викам, требало да ми дадат дозвола на после 2 години на 24 рати, тие ме дале унапред само да направат штети да ме срушат. Ова е било смислено, значи уште пред апсењето на Велија, смислено како ние треба да бидеме уништени. Така да притисоци имаше многу. Или еден, ќе ви кажам, под контрола и стално сме биле, или управа за јавни приходи пред година и нешто доаѓа и вика да платам 900 и нешто илјади евра ДДВ на све што се срушило. Тоа не е под закон, тоа не е устав на нешто што не постои да платам ДДВ. Блокирана ми е фирмата и од нив стои. Значи, многу работи и притисоци сум имал. Ако почнам да набројувам, навистина ќе биде премногу, но успеавме да издржиме. Дури имаше притисоци према одредени банки, кои што беа блиски до нив, да дојде комплетна продажба целокупниот имот на ФИНА. ФИНА е иначе собственик и на зградата на ФОН, има многу капитал, не е само Косме што го градеше.
успеав некако тоа да го спречам и благодарение една од нашите банки која што ми помогна, која што е со македонски капитал. Све другото се држи под притисок и таа банка ми помогна да не отиде све по стечај и да го задржам тоа ниво колку толку во овие 5 години. Дали сте дел од шарената револуција, излегувате на протести? Знаете зошто всушност се рекоа шарена револуција, не само заради тоа што се појадисуваат спомениците од Скопје 2014, зашто таму се сите всушност млади, стари, без разлика на религија, вера, идеолошки и други позиции. Во секој случај и да не сум политичар, ја и не сум се политичар некој, иако сум председател и пред години нешто се повлеков прво од партијата, но пак ја реструктурирав партијата и ја пререгистрирав и одиме напред и многу присталици имам нови. Всушност леговте во платформата на заедно. Легов на платформата, многу ми е драго што многу етнички други заедници, албанци чисти, турци етнички чисти доаѓаат и се приклучуваат во мојата партија, членови се многу нови членови имаме. Секој нормален човек кој што гледа не само Сител и Канал 5, кој ќе гледа и вашата телевизија, кој ќе гледа и Телва, кој ќе гледа 24 вести, се свати дека се стави на кантар и ќе види каде е правдината и секој нормален човек без разлика дали се бави со политика треба да излезе да ја подрже ова вистина, ова шарена револуција. Значи ова мора да не треба да бидеме политичари за да излеземе. Јас излегувам секоја вечер на протестите, не ради тоа што сум политичар, не ради тоа што се сака да ме видат. Јас дори седам настрана со другите луѓе така, не одам во првите редови што е нормално и ќе излегувам секоја вечер се додека ова власт не падне. Све додека не тој граѓанинот Иванов не ја смени одлуката за аболиција, све додека не донесеме нов датум и без датум да се понишат 5 јуни, да се исполнат првоусловите за реформи и све додека не се направи по мене една експертска влада, дури сега би оделе на експертска влада, пошто политичките партии тешко би се договориле, да биде експертска влада која што една година и пол ќе води државата, да се завршат сите случаеви од специјалното јавно обвинителство, да се направи специјален суд, тоа го направи Србија, тоа го направили и други држави, не ето кај нас и нормално требаше не представам, нормално да се направи посебен суд за сите тие случаеви, точно за година и пол дена може да се решат законски и да видиме кој одговарал нека оди во затвор, кој не одговарал нека оди на избори и да закажеме и да направиме попис на население во таа година и нешто и да знаеме точно, да имаме точен избирачки список. И тој што ќе добие тогаш навистина да биде легитимен и да не може било кој да му каже дека ти си избран со лажење, со крадење, со притисоци и со било што. Али мора да помине година и пол за сите тие притисоци према јавната администрација што држи во власт. За све што прави на сила да луѓето почнат да добиваат сигурност, тоа не се добива за месец и два. Ако имаме една нова влада, која што ќе биде техничка, не знам, мислам битно да не да биде права и тоа да спроведе фер и демократски избори, мислам дека ова држава ќе може веќе да рачуна дека оди напред. Иначе, навистина е многу лошо за сите нас. Не само за Фијат, за сите обични граѓани. Само што им се замачкани очите, ево денес имат митинг ВМРО, да помане, викат дека се невладени организации, но знаеме дека од невладени организации ни В нема, затоа што само тројца луѓе имат од тие организации и никој други. И апелирате, предпоставувам, да нема насилство, апелираме да не излегуваат колку сака да им, ја би апелирал, колку сака нека имаат притисоци, гледате дека правдата излегува на виделина. Нека не бидат соучесници на сево ова. Граѓаните нека размислуваат со своите глави, нека не поднегнуваат повеќе на притисоци, затоа што ова власт има премногу криминали, ова власт падната и мора да падне, да не се инволвирани во некој криминал и самите граѓани, затоа што реално поддржувајќи една ваква власт и самиот соучесник. Така да ги повикувам што повеќе да не излезат, а посебно и да не прават инциденти, како што не правиме ние, во сиве овие десетина дена веќе се направи што излегуваме, нека видат, нека направат фер и демократски протести. Добро, јас благодарам што бевте гост.
Що правиш? Комисија водам што. Кај си ти, у кој дел на градот? Добро, Влада Кештани. А, добро, а? Да. Беше овој сега? Добре. Бај ги исплашен. Бај, значи не сум го видел ваков до сега никад. Аха, овој, добро. Фијат. Да, ми текна. Госте си испука, се, документи ми извади, вика се управо, да не знаеш, вика, зашто вака е, пред месец дена ти си подпишал нешто, па некоја поправка требало, па сега за поправката чекаме месец дена, не знам, викам, не сум во тек целосно, ќе провериме, сигурно, викам, има нешто, ама нема, ја прашав таму вработените, ова. И отприлика од околу му кажав културно, што се забелешките за него, дека го нема жив таму да се појави. И викам, знаеш, другото, викам, се не ти зборам, што овака се збори. Ама викам, тоа не значи дека човеков ради тоа, викам, не ти дал, него сигурно има, викам, некоја техничка проблем, викам, некој не. И почна се правда за тие две работи. И на крај му реков, ај, викам, ќе поразговарам со Миле да видам што се проблемите, па ќе ти јавам вечер. Молим те вечер да ми јавиш, утре ми е Рамазан, мирно да спијам вечер. Не можам више да спијам. Ми се виде стварно многу исплашен. Дури жал ме фати во еден момент, да ти кажам. Заглаве. Оу, вака го немам видено никогаш за сега, а и ретко кој вака исплашен ми дошол. Молим те, што сакаш да правам тоа, ако сакаш велија да го довлечкам, дај да ви организирам сведба, јас стварно немам со него. Ни бизнис, ни сакам да имам бизнис. Децата ни се сега заедно, утре може нема да бијат, ностоп се караат. Молим те. Да не го смета како услуга. Да не го смета како услуга. Ке не го смета како услуга, да. Сега ти треба да смислиш причина зашто си го држал. Нешто да му помањам, не мора у детали да му кажам. До вечер, ја му реков вечер ќе ти се јавам. Не, одма ќе ви кажам, значи, демек сгрешиле службите, правеле анекс, јас сум го пуштил во катастар да го проверат до крај. И катастар демек утре ќе ми одговори. Така сум ви рекол. Сгрешите службите и си го пратил у катастар. Види. Да, значи официјално нема ништо. Не, ама добро, си го пратил ти у катастар, така? Неофицијално катастар да оправда, зашто сум биле чудни и онакво и сум чекал од катастар. Од катастар си чекал до... Да, неофицијално. Да. Неофицијално си го пратил, аха. Да. Добро, тоа е добар изговор, окей. Зашто ги сгрешиле квадратурите, сум сакал да ги проверам квадратурите, така натаму и така. Он сакаше сега среда да прави со Велија. Ја му реков ќе размислам за тоа. Мислам дека сега Велија реда ради сака да направи среда. И некам да ми рачуна дека заради Велија се завршила работата. Дека си го рачуна од нас е завршено. Добро излезе вака. Добро излезе, значи не да е посран. Му тече низ панталони. Добро е што знае дека не сме се зафрка. Не сме и не може каосирање да не решета, знаеш. Овие кои ги ебе, ма ја ќе си најдам поединци и на ваков или онаков начин ќе си ја завршам работа, да види дека сме компактна целина. Така, да. И дека кога ќе ја напане целината, поединците знаат да се повлечат 2 чекора назад и да му речат стоп. А ништо не му вараме. Да. Ништо не му вараме. Само за ова за парламент ми се правдаше, молим те да не доаѓа. Молим те, не можам да издржам тоа. Молим те, у бизнису, не знам главата кај ми е. Следните избори нема. Ако сакаш следните избори да ти подпишам кој сакаш, нема да се кандидирам. На друг ја дам партијата кој сакаш да кандидирам. Да, ако треба да подпишам нега. Ама моето се озбиле.